Студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Македонија денеска одбележува 84 години од почетокот на народно-ослободителната и антифашистичка борба. По тој повод во Прилеп се одржа свечена академија на вистинската патека за татковина со иднина, на која се обрати премиерот. Мицкоски побара длабока мобилизација на сите структури во општеството за да направиме рестарт на системот. Пораки упати за евроинтеграциите и за судство еднакво за сите. Подготвен сум да го поведам тој процес и да се обединиме околу платформа, не политичка или само економска, туку општествена, за целите што сакаме да ги постигнеме како држава и патот кон тие цели. Диалог што ќе биде заснован на принципи околу кои треба да се обединат македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и сите останати, христијани и муслимани, стари и млади, затоа што покрај сите наши разлики Македонија е само една и таа останува да биде наша татковина, а ние сите заедно немаме време повеќе за губење. Да, за членство во Европската Унија. Свесни сме дека тој пат за нас не беше фер и нема да биде фер, но не за билатерални услови и да за гаранции од страна на Европскиот совет, кој што мора, ако навистина сака да ја види оваа мала земја која што во историјата многу пати покажала дека местото е заедно со нив во заедницата на европските народи, да испратат еден заклучок уште на следниот совет, Европски совет, во кој што јасно ќе кажат дека никој од нив нема проблем со посебниот македонски идентитет, дека никој од нив од тие 27 земји членки нема проблем со македонскиот јазик кодифициран пред 80 години и дека никој нема проблем од нив со повеќевековната македонска култура, традиција, обичаи на кои што практично се основа, се темели македонскиот идентитет. И да речат доста е, нема повеќе вето и препреки поради билатералните прашања. Мораат судството и обвинителството да излезат од канџите на поренешните политичари. И тие мора да се ослободат. Не може за милиони украдени пари да не се одговара поради нечија политичка близина. Иако е така, во овој случај нема правда, што ли се случува со многу други случаи на граѓани заглавени за ситни, но за нив многу важни предмети. Меѓу нив имоти, кривични пријави и граѓански спорови. Из овој ресет на системот што ќе го спроведеме не мислам на реванш, а во изминативе месеци покажав дека правдата е за сите иста и за, како што вели нашиот противник, наши и ваши, и овие категории нема да имаат разлика и за мене се апсолутно непознати. Туку или некој се огрешил, или не се огрешил кон законот. Или е криминалец, или не е. Или ќе има правда, или нема да не има. Лидерот на СДСМ на средба со Сојузот на борците. По средбата Филипче изјави дека борбата за подобро општество не е завршена и треба уште многу да се работи за целосно да се исполни аманетот на нашите предци. Заеднички заклучивме дека оваа мирновременска наша борба не е завршена, дека аманетот на предците не е целосно исполнет до крај, дека треба уште многу да работиме напорно, да ја зајакнеме оваа држава, да го завршиме евроинтегративниот пат, за да Македонија биде убаво место за живење во кој што младите ќе гледаат и нината. Предизборниот карван на ВМРО ДПМН и коалицијата денеска беше во Демирхисар, Кривогаштани, Крушево и во Прилеп. Лидерот Мицкоски од Крушево упати порака и до екс-председателот Пендаровски и до обвинителството. Кандидатот за градоначалник Нико Чонески со критики до актуелниот градоначалник. А од вчера го вклучија и поранешниот председател и главен трачар во друштвото Стево Пендаровски,
кој пак кутриот на јавна сцена призна дека следел и знаел за прислушкувањето. Тој во настапот вчера го опиша во детали пола мој работен ден. Работи кои не се кажани никаде и кои може да ги знае само човек кој добивал извештаи за следење и притоа сакајќи да вметне некаков црв на сомнеш, фрла светло дека блиски луѓе до мене ме кодошеле. И ме повика јавно да сум кажал кои биле тие луѓе. Јас не знам кои се тие луѓе и дали воопшто постојат. Но знам дека во држава со озбилно обвинителство, каде што владее законот, тоа озбилно обвинителство треба уште утре Стево Пендаровски да го повика и да даде изјава пред обвинител за ова кривично дело кое јавно го призна и би се водела постапка за неовластено следење на политички конкуренти. Имаме општина која се дави во долгови, која не е искрена со нас, која за 8 години не успеа да ги реши нашите основни потреби, а од друга страна се трошат средства без резултат и развој. Предизборниот карван на СДСМ пак денеска беше во Желино, Теарце, Тетово и Јегуновци. Лидерот Филипче од Тетово со критики за безидејност на владата и за задолжувањето. Носителот на советничката листа Живе Алексовски обвини за управувањето со Тетово на касами во коалиција со ВМРО ДПМН. Едноставно, не постои една категорија на граѓани која не е излажена или погодена од погубните политики и негрижата на владата на ВМРО ДПМН. Најголемото достигнување на оваа влада на Христијан Мицкоски е рекордното задолжување. Новиот долг за само 13 месеци 1,8 милиарди евра. Долг без никаков ефект во реалниот развој. Го слушам премиерот на митинзи зборува за некаков ресет на системот. А всушност, тој е тој што само зборува и бара изговори да не спроведе вистинска реформа во судството. Од авион се гледа дека оваа влада свесно го кочи реформскиот процес. Полека но сигурно испливуваат сите дилови кои советниците на ДПМН ги правеа изминативе години со Билел Касами. Затоа, господа патриоти, должни сте на тетовската јавност да дадете одговори на следниве неколку прашања кои ги мачат тетовчани. Дали и зошто советниците на ДПМН ја поддржа идејата за целосно уништување на улицата Борис Кидрич и системско уништување на сите локали, кафетерии и ресторани на истата? Во продолжение пораките од кандидати од Вреди и Националната алијанса за интеграција, како и независни и помали политички субјекти. Возрастните лица на некој начин се најпогодени во однос на здравието. За нив ке подготвиме здравствени тимови од лекари и медицински сестри кои ќе одат и ќе ги посетуваат во нивните домови кога ќе има потреба. Ќе има и посебни превентивни програми за жените, со фокус на рано откривање на рак на дојка и поддршка на физичкото и менталното здравје. Не се памти да владата на Република Македонија издвои 40 милиони евра за Универзитет на албански јазик, тоа за Универзитетот Мајка Тереза. Изградба на кампусот Мајка Тереза дава порака, силна порака дека Чаир се развива кон образование, економија и сите други сфери. Не знаеме што се има случено во последните 10 години во однос на урбанизмот. Понатаму еколошки ефикасните пристапи во менеджментот на сите јавни институции и јавни предпријатија и секако долго најавуваната дестилерија, која што еве неколку мандати ни ја ветуваат, а никако да добиеме. Со воведување на праведен данок на овие ненаселени станови или празни станови, средствата кои што ќе се добијат од оваа примена, од ова решение ќе се искористат за изградба на решенија за достоинствен дом, за достапни домови, како и за јавен транспорт и за зеленила. Случајот со разрешениот директор на неврологија Игор Кузмановски, кој е сменет по објавувањето на снимката на која меша кокаин, денеска предмет на реакции. Лекарската комора ќе постапи откако ќе ги разгледа сите расположливи информации. Нов директор ќе биде назначен в понеделник.
Министерот за здравство во понеделник ќе назначи нов директор на клиниката за неврологија, откако вчера експресно го разреши професорот Игор Кузмановски. По објавената снимка на социјалните мрежи на која се гледа како меша бела прашкаста материја и коментира за квалитет на кокаин. Значи, ја не можел со спидови и со амфетамини да шпакам бело. Од Министерството не одговорија на прашањата што е наведено во решението за разрешување, ниту дали ќе побараат од надлежните органи истрага после објавеното видео. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче побара лекарската комора да го испита случајот и да ја проверат работата на докторот. Сметам дека треба да реагира лекарската комора во однос на тоа да се направи проценка дали и колку време наназад се случувало тоа, односно дали во една таква состојба доктор воопшто може да лекува пациенти. Така да тоа е многу сериозно прашање, можеби во прашање биле доведени животи на некои негови пациенти, доколку бил во некоја таква состојба, сега да не периодицираме, но оваа работа заслужува сериозна анализа и проверка од страна на комората. Од лекарската комора информираа дека со загриженост ги следат информациите поврзани со доктор Игор Кузмановски. Докторската професија има специфична димензија, која налага високо етичко и морално однесување. Лекарот е обврзан во професионалниот и во приватниот живот, да ги негува и да ги покажува личните квалитети, соодветни на местото и достоинството на лекарската професија во општеството. Лекарот треба да е свесен дека со секој несоодветен, лекомислен, нечесен и понижувачки акт, покрај тоа што се компрометира самиот, ги компрометира и сите други колеги. Конкретниот случај, расположливите информации, поврзани со него, ќе бидат разгледани од страна на органите и телата на комората, кои ќе постапат согласно надлежностите, велат од лекарската комора. За случајот се огласи и од Комисијата за здравство на СДСМ. Бараат кривична одговорност и истрага за неговата работа. Сите надлежни институции мора веднаш да го повикаат на распит и да го преиспитаат целото негово работење. Сите тендери, одлуки, финансиски трансакции и кадрови именувања во времето кога тој раководел со клиниката. Од ВМРО ДПМН синоќа ја поздравија одлуката за разрешување на директорот на неврологија и посочија институциите да постапат во согласност со законот и утврдените процедури. Извршувањето на јавна функција носи конкретни обврски и одговорности, се вели во соопштението од владејачката партија. По објавеното видео, кое многу брзо се расшири на социјалните мрежи, се огласи професорот Кузмановски. Во објава на Facebook напиша: "Изразувам длабоко каење и се извинувам поради постапката која се има случајно, далеку пред моето превземање на менаџирање на клиниката за неврологија. Тоа е постапка со која не се гордеам и сметам дека е момент на моја слабост, која не смее да биде пример. Секој човек во животот се соочил со слабости, предизвици и грешки. После ова, знам дека оваа грешка нема да се повтори и сум подготвен да живеам со сите мои подеми и падови. Се извинувам на сите кои ги разочарав и ќе продолжам да работам како доктор. Она што највеќе го знам, сакам и живеам да спасувам животи, помагам и работам за доброто на заедницата", пишува во Facebook објавата. Александар Динев, Сител телевизија. А ВМРО ДПМН прашува дали 14 милиони евра од еден тендер на Марковски компани завршиле на сметки на заеви, затоа ли судот го пушти во куќен притвор. Инаку синоќа кривичниот совет на Битолскиот суд куќниот притвор на Марковски го замени со затворски притвор 30-дневен. За конкретната набавка за ископ на јаглен имало 3 понудувачи. Најефтината понуда изнесувала 100 денари по гигаджул, но прифатена е понудата од 129,7 денари по гигаджул. Тоа е отприлика 30% повисока цена. Автоматски се поставува прашањето: каде завршиле овие 30%? Да ни биде појасно. 30% од 46 милиони евра се 14 милиони евра. Дали овие 14 милиони евра завршиле преку разни канали до сметки на заеви во Бугарија и Дубај? И тука е крајот на денешното издание на информативните емисии на Сител. Пријатна вечер.